Албанија и Црна Гора се двете земји за кои што Европската Унија вели дека е можно да станат членки до крајот на оваа декада. Но дали е доволно да се ги завршат домашните задачи, да ги отворат и затворат сите поглавја како што забрзано прават во последниот период? Или сепак на крај ќе биде потребна и политичка воља? Но овие теми зборуваме токму тука во Подгорица со еден извонреден експерт. Останете со нас. Повеќе од 20 години од познатиот самит на Европската Унија во Солун, каде се вети европска иднина за сите земји од Западен Балкан, проширувањето на ЕУ заглавика и Хрватска. 13 години ни една земја не стана членка, а процесот во меѓувреме се обремени со разни тесни политички интереси на земјите членки, вета, блокади, најава за реформи кои никогаш не се случија и флуктуација на поддршката што се дава на политичките сили кои никако не сакаат нови ѕвезди на европското небо. Македонија е најдобар можен пример за дебаклот на политиката на проширување. Секогаш кога нашата земја ќе ги исполни условите кои се наметнати, тие преку ноќ се менуваат, па се додаваат нови. Тоа беше случајот после конечното надминување на деценискиот спор со Грција. Таман кога пречката наречена добрососедски односи беше надмината, се појави нова. Не смееше веќе да има проширување по старата методологија, па на идеја на официјален Париз се стави нова блокада. Не помина многу време, блокадата за нас се врати во својата стара форма. Проблем со сосед, но овој пат не со Грција, туку со Бугарија. Откако македонската влада во 2022 го прифати така наречениот француски компромис, Бугарија успеа своите позиции да ги завитка во европско бланда и сега билатералните прашања се целосно инкорпорирани во она што е македонски пат кон Брисел. Преседан досега не направен со ниту една земја. Тој пат во моментов формално е блокиран и не можеме да ги доотвориме преговорите, додека не се донесат потребните уставни измени. Но суштински блокиране со самата содржина на пакетот, кој нуди нагазни мини и одврзани раце на официјална Софија за нови билатерални блокади на секој чекор. И додека нашата приказна е олку заплеткана, се чини дека регионот има надеж. Албанија и Црна Гора забрзано трчаат напред. Отвораат и затвораат поглавја и лицитираат со датуми за членство дури и пред крајот на оваа декада. Екипата на Агенда 35 беше токму во Подгорица, каде зборувавме со еден од најдобрите експерти и познавачи не само на политиката на проширување на ЕУ, туку и на самиот Балкан, Флоријан Бибер, професор од Универзитетот во Грац и директор на Центарот за студии на Југоисточна Европа. Го прашавме колку се реални овие оптимистични прогнози за двете земји. Well, it seems realistic at the moment. I mean, it's quite surprising how quickly this process has been going for both Montenegro as well as for Albania. And it seems realistic that both countries could join by the end of the decade. I mean, of course, here the date is 2028. That seems a little bit overly ambitious because even if the accession talks are finished next year, they have to be ratified by 27 member states. And this is a process which can take quite a while, especially with many parliaments which might have large parties against enlargement. But I think by the end of the decade seems realistic, but of course the end decision is with the member states and there is a certain level of unpredictability considering the political landscape in Europe at the moment. Тука доаѓаме до клучната поента, непредвидливоста. Многу пати предходно ваквите моментуми знаеле да пропаднат. Дали сега, ако двете земји си ја завршат домашната задача и навистина го истераат процесот на преговори, членството им е гарантирано? Бибер вели не. И не само тоа, тој додава дека процесот сега оди толку исцилено брзо, што многу вистински реформи не се направени, ниту од Албанија, ниту од Црна Гора, што е суштински проблем сам по себе. This is, I think, the part which is very hard to predict. And I think what we're having a situation now, which Montenegro and Albania is benefiting from, is that there is this opportunity born out of the fact that there's been no enlargement for 13 years, that the EU feels there needs to be enlargement, at least from the Commission perspective. There's a geopolitical motivation triggered by Russian aggression against Ukraine. All of this has gone to the benefit of those two countries because there is no blockages. And of course, this is the real problem, that it makes the process not predictable because it is still, as we know very well in the case of North Macedonia, the subject of bilateral blockades. The EU has not done away with that. And currently in Montenegro and Albania, we can see also that the Commission is really looking through, as they say, through the fingers, not looking very carefully at everything in a way which they were always talking about, being very careful, very critical. But now we see that they actually can be a little bit
less careful if the political motivation is there. So I think in the last 15, 20 years, I would have said what was often lacking was the political motivation, but the critical, very careful looking was there. And now we're seeing the opposite. The political motivation is there, but the critical, merit-based analysis is sometimes missing. It's for the benefit of a quick accession for a country like Montenegro, which might be a good thing to use this opportunity, but whether in fact the reforms are really done, one can be quite doubtful about. A lot of it is done on paper, a lot of it is rushed, and the European Commission is often looking the other way when things are not happening the way they should be. So just checking the boxes. It's a checking the box exercise in many ways, and it's understandable because of the urgency, the sense of urgency, but it's not the right way, I would say. На сличен став со Флоријан Бибер е уште еден експерт, домашен. Зоран Нечев е еден од ретките македонци кои активно учествуваат на различни нивоа на дебата за проширувањето во самата ЕУ. Со него разговаравме во Скопје, како тој гледа новој нов моментум. Вака најпрвен тие зборови како моментум, брза трака. Тие, барем во нашиот контекст, во нашиот македонски контекст, би гледал да ги избегнам. Оно што може да се примети, она што е македонска политика сега поврзана со или пристап поврзан со политиката за проширување е дека Унијата и влијателните земји членки сакаат да покажат успех во процесот на проширување и од тука како земји кои што не се толку оптоварени, едно од нив не имало оптоварена со билатерални спорови, значи земји кои што напредок зависи претежно од нивните спроведувањето на нивните домашни реформи, се интензивно се буткаат да спроведат што е можно повеќе реформи, во што е можно покус временски период и со тоа преку овие две земји од Западен Балкан, и тоа се Црна Гора и Албанија, да покажат дека политиката на проширување е сушност успешна и на еден начин да ги мотивираат другите кандидати, не само од Западниот Балкан, туку и Украина и Молдавија, да интензивно работат на своите собствени реформи, како би и они би влегле што е можно побрзо во Европската Унија. Во меѓувреме, некои земји членки бараат внатрешни реформи пред воопшто да се случи проширувањето. Колку е тоа изгледно? It seems very hard to have, at least if we're talking about 2030, so in 5 years for 2 new members or 1 new member at least, it's very hard to imagine these reforms. Because first of all, reforms are nearly impossible when you have serious spoilers of the European Union. And I'm thinking specifically of Hungary as well as of Slovakia, countries who have very openly, pro-Russian policies, very against the mainstream in Europe. It's very hard to have any substantial reforms with them because they will object to any either democracy monitoring mechanism or against any reducing of veto powers because they know they will be the main losers. But there are others as well who are hiding, let's say, in their shadows, who are also against it. So I think while it's true that the European Union needs to reform, it needs to become more flexible, it needs to become less veto-based, it's maybe a little bit optimistic or maybe a little bit flawed to say it has to happen before the next enlargement. I mean, let's not forget, the EU used to have 28 members. Yes. 27 is the number which it has since the UK left. So if 28 are there, this is where we've been before. So to say only with changes enlargement can happen, I think is a little bit too short-sighted, but maybe enlargement is the way it can happen. Because it could happen that actually in the treaty, at the same process, there are certain, at least minimal reforms, which are decided by the European Union, which come into effect at the same time as the countries join. This could be maybe one way to square the circle. Како Нечев гледа на најавите дека за Украина Европската Унија може да најде механизам за заобиколување на унгарското вето и дали овој преседан може да се направи? И зошто, ако може, не се прави за Македонија? Да, веќе еден преседан во однос на донесување на одлука, значајна одлука за почеток на преговори со Украина е донесен. Значи направени веќе преседани.
Моето мислење дека втор преседок само за Украина ќе биде навистина тешко. Ние веќе неколку години работиме на идејата за воведување на донесување на одлуки внатре во Европската унија на квалификувано мнозинство во процесот на преговори, значи не на почеток и на крај, тогаш треба едногласност, али во целој меѓу период да има донесување на одлуки со квалификувано мнозинство, како не би од една земја членка, поради одредениот политички контекст во таа земја, не би го блокирала процесот на проширување. Сега, поради актуелната важност на Украина, повторно се реактуализира ова прашање и покрај тоа што во последните 2-3 години веќе се започнати сериозни дебати за ова, без некоја поместување во делот на позициите. Сега, доколку сериозно, чак колку е тоа возможно да се случи, доколку има политичка волја, гледаме дека може да се поместат и плани. Сепак, она што стои на хартија е дека за придвижување во делот, значи од едногласност кон квалификувано мнозинство, ќе биде потребна согласност од сите земји членки. Тука можна е само една земја членка повторно да го блокира процесот, но исто така од друга страна и ургентноста на некакво поместување во делот со Украина е од есенцијално значење за самата Европска унија и од тука целиот тој наплив на, да речеме, на идеи и решенија кои што ќе може да го надминат овој застој кој што се случува во моментот со Украина. Брзата интеграција на овие две земји може да биде мотивација за Балканот, но може ли да биде и можност за дестабилизација, имајќи ги предвид фактите дека ние живееме во регион каде конфликтите не се непознаница. Какви сигнали ќе испрати овој процес? There is a positive side to it. The positive side is it shows that enlargement is possible. It's not a closed door, and that if the circumstances are right, a country can join. So I think this is encouraging. This can be really a positive signal. And I think the argument which, for example, people like Serbian President Vučić have been selling is saying, oh, the EU doesn't want us, so why should we try, could be disproved by that. But of course, indeed, it can have a destabilizing effect, because let's say, what does it mean for Albanian communities in North Macedonia or in Kosovo if they see that Albania is in the European Union, but the countries where they are citizens of is not? This can be politically destabilizing. So I think, of course, in a country like Montenegro is in that sense maybe the best case, because it has good relations with basically all of its neighbors, and in a certain way it has both Bosniak, Serb, Albanian communities living in it, so in a certain way it can be a good example for all of them, and nobody wants to join Greater Montenegro, so from that point of view there's no threat for other countries. But for any of the other countries, certainly if they are in before others, it can be destabilizing. So my hope is that if Montenegro joins, that it would be a positive impetus rather than destabilizing. But also this only works if Montenegro then, as a member, becomes an advocate for the others, which Montenegro, I think, can become. It can make a case. It has its self-interest to make sure that its neighbors, because if we look at the borders of Montenegro, it only has a 20-kilometer border with an EU member state, Croatia. All the other borders are with Western Balkan countries, so it has a very strong interest to have them join as well. So that could make Montenegro maybe the best lobbyist for enlargement. Го прашавме Бибер што мисли за ставот на македонската влада, но и на мнозинството граѓани, дека потребна интервенција во така наречениот француски предлог и своевидни гаранции за Македонија. Дали е тоа изводливо? It would be essential to do that. I think it's very understandable that the so-called French compromise of 2022 did not really address the core of the issue to provide certainty for North Macedonia to move forward, even if it made constitutional amendments. So I think this is a serious issue. The problem is it's a very complicated issue that is very hard to explain to an outsider, a foreign minister in Germany, a member of parliament in France, of what it takes. They will not understand it.
or they don't have the time to understand it. So it's very hard to get them to understand what it takes. They often will say, well, isn't it resolved? And Macedonia just has to do what it has to do, and then it's done. And I think to explain that it's more complicated than that is quite hard. I don't think one should not try to explain it. I think there is, and maybe especially in the context of the geopolitical argument to say, this is, North Macedonia can catch up. It is in many ways substantially as prepared as Montenegro and Albania is. So if this issue is unlocked, there could be 3 countries, not 2, joining in the next round. So I think it's worthwhile trying to convince it, but it's an uphill struggle. I think there's no question about it, especially because EU officials and member state officials are busy with Ukraine, Gaza, America under Trump. It's very hard to get the attention for a problem which is complicated, which doesn't create serious trouble except for the citizens of North Macedonia, and which is hard to understand. But I would say if you have the right number of actors in the EU and member states who understand it and who understand what is at stake, the reputation of the European Union, stopping the bilateralization of the enlargement process, then one can make a difference. So I would say it's a worthwhile battle fighting, but it's certainly not an easy one. А за битката да биде барем малку олеснета, потребен е консензус и дома и целосно отворен диалог. Дебатата кај нас, за жал, е премногу фокусирана само на вметнувањето на бугарското малцинство во уставот и недостасуваат и знаење, и разговори, и фокус на сите процеси кои што речиси дневно се одвиваат низ ЕУ, а се поврзани со самата политика на проширување. Да, некако ние сме преоптоварени со тие наши внатрешни дебати, со многу добра причина, но исто така очигледно од нашите предходни чекори кои што ги преземавме, особено со договорот, со Преспанскиот договор, дека е многу битен и самиот контекст внатре и движење внатре во самата Европска унија, зашто доколку истиот потек се направи во право време или во лошо време, уствари утврдува која динамика и какви ќе биде понатамошните чекори на самата Европска унија во оваа смисла. Така да јас гледам не ми се одесуваат дебатите во домашните дебати и оние дебати кои што се одвиваат сега на ниво на Европска унија. Она што ние треба да идеме некако да се види кои се чекорите кои што се преземат во самата Европска унија, да се види дали постои реална желба проширувањето да биде успех и согласно тоа да утврдиме дали ова правото време да се направат некои крупни чекори, со сите задршки кои што се потребни да ги превземеме на тој правејќи го тој чекор, но дали во таа смисла е потребно сега или во некое подоцнежно време. Значи тоа е потребна една анализа, на што нас како држава ни недостасува вид на стратешко позиционирање или стратешки пристап кон процесот на европска интеграција. Некако или чекорите ни се избрзани, или ни се задоцнати, некако тешко го погодуваме моментот кога одредени крупни решенија треба да бидат направени, во кој контекст и во кој период, зашто можеме да имаме во таа домашна дебата, во тие домашни кругови да имаме совршен некој момент, да го отнеме моментот кога навистина има некое придвижување во делот на Европската унија за да оди проширувањето напред. И покрај тоа што секој, без разлика на тоа какви реформи ќе бидат направат, што политички чекори ќе преземеме, секогаш ќе виси прашањето на крај дали унијата може навистина може да го спроведе да го спроведе проширувањето, не толку поради институциите на Европската унија, колку што тоа би се однесувало на процесот на ратификација во националните парламенти на земјите членки, но повторно ќе кажам, да стигнеме ние до тој момент, премногу калкулираме и најчесто погрешно калкулираме, да имате право, ние
повеќе пати истакнуваме дека доколку прифатиме одредено решение, дека апота не можеме тоа истото да го имплементираме, дека топката ќе биде на нашиот дел од теренот ќе биде многу тешко да се имплементира, но тоа е тоа. Одредени чекори се превземени, сега мораме да живееме со нив и затоа е оваа потреба од еден стратешки диалог. Се надевам дека има политичка моќ, желба и воља во оваа земја тоа да се направи, за да може да се утврди најдобрите чекори што може да бидат превземени, не само за време траење на една влада, без разлика од кога е предводена, туку на подолг временски период, бидејќи она што сега више можеме да го тврдиме, дека нашиот процес ќе биде многу потежок. Тоа можевме и предходно, ама сега барем ни е кристално јасно дека ќе биде многу потежок. Билатералните барања нема да застанат само на отварањето на преговори, туку ќе бидат континуирани се до крајот, така да овој со одесувањето, со дебатата на ЕУ и на вистина желбата на одредени земји членки да има напредок во процесот е многу битна за нас, за да можеме да утврдиме внатрешни чекори како би можеле да стигнеме до крајот. Христијан Ѓорески е водечки научник за вештачка интелигенција во англиската тех компанија Emtek, која пред само неколку недели имаше промоција на најновиот производ, паметните очила Sense, кои, замислете, имаат способност да ги препознаваат, читаат емоциите на оние кои ги носат, да следат што јаде корисникот, какви гримаси прави и врз основа на тоа да се изведат заклучоци кои ќе се користат пред се за водење здрав живот, како и во медицински цели. Христијан, здраво! Кој и зошто ги направи овие паметни научари? Овие паметни научари се во принцип развиени во Англија, Emtek, стартапот за кој што работиме, од докторот Чарлс Надука, кој што е пластичен хирург, кој што всушност работи најмногу со таа реконструктивна фацијална хирургија, односно тие фацијални мускули, луѓе што имаат парализа на лице. И инспирацијата токму му доаѓа од неговите пациенти. Односно сака да направи уред со кој што ќе им помогне на неговите пациенти по-објективно да мониторираат дали лицето, односно мускулите се враќаат во некоја првобитна состојба после, да речеме, доколку имале некоја собраќајка или некоја незгода каде што се случила парализа на дел од лицето. И така доаѓа таа идеја да се развијат прво оваа маска која што имаме тука, која што со помош на EMG технологија ги мери тие фацијални активации на фацијалните мускули. И после тоа доаѓаме до најновиот продукт кој што го промовиравме пред 2-3 недели, овие паметни научари, кои што користат пософистицирана технологија, која што е нова и патентирана. И во принцип ние сме единствени на светот кои што можеме да ја користиме таа технологија и да ги препознаваме тие фацијални експресии, движења на лицето со помош на неконтактна технологија. Тоа е многу битно да се каже, бидејќи оваа маска на пример бара контакт со лицето, додека очилата, како секој очила, нема да има потреба да има контакт со образите, вегите и така натаму и се уште да ги детектира тие фацијални движења. Може ли пред да преминеме на функционалностите да објасниме што работи овде македонскиот тим и конкретно која е вашата улога во развој на овој иновативен продукт? Да, морам да кажам дека тимот кој што работи тука е клучен во оваа компанија, односно се изборивме за тоа наше место во оваа компанија. Почнавме срамежливо пред 4-5 години со 2-3 луѓе и кога се докажавме и покажавме што се можеме да направиме, пред се во вештачката интелигенција која што ја има во овие научари, таа е се произведено, да речам, made in Macedоnia, односно сите тие алгоритми кои што ги анализираат сензорските податоци од научарите, кои што ги интерпретираат и кои што ја даваат таа додадена вредност за самиот корисник се развива тука. И можам нескромно да кажам дека 2/3 од моменталната компанија се наоѓа токму тука Скопје во Македонија.
Јас го водам тимот за вештачката интелигенција, моментално сум исто така и CTO, Chief Technology Officer. Во принцип ги диригираме тие нови технологии и платформи кон кои што ќе се движиме заедно со научарите. Beneficiaries или кои ќе бидат тие кои што ќе имаат најголема корист од користење на истите? Краткиот одговор би бил дури и ние се уште не знаеме. Затоа што има огромен потенцијал технологијата која што ја развиваме со овие научари. Односно, со овие научари ние отклучуваме податоци кои што досега не ни знаевме дека можеме да ги мериме. И тоа не става во една единствена положба. Од една страна немаме голем фокус кон што сакаме да се фокусираме, меѓутоа сакаме се задржиме чекор назад да бидеме како една отворена платформа и со стратешки партнерства, комерцијални партнерства со компании, универзитети и така натаму, да развиваме различни вертикали од самите научари. Доколку се потребни научари, не знам, за мониторирање Паркинсон, например, ни е интересен use case кон кој што веќе и работиме, да работиме со светските научници, доктори кои што се експерти во Паркинсон полето и да развиеме верзија на научарите за мониторирање на Паркинсон. Исто така, исхраната, ќе зборувам малку покасно, ние нов интересен момент можеме да мериме како корисниците ја жвакаат храната, односно истражување кон тие луѓе кои што имаат, например, проблем со прекумерна тежина, или едноставно луѓе кои што сакаат да знаат што јадат, кога јадат, колку јадат, како ја конзумираат таа храна, како ја жвакаат таа храна, сето тоа ние можеме да го овозможиме со нашите очила. Од неодамна почнавме да размислуваме и кон таа непопуларен феномен, односно аутизмот. Аутизмот кој што се јавува уште од рана возраст кај деца. Сега имаме предизвик како овие научари да ги прилагодиме да бидат фит, односно да одговараат на малите деца. Тоа е моментално предизвикот со кој што се соочуваме, меѓутоа веќе работиме со можеби еден од најдобрите научници и доктори во таа област, Сајмон Барон Коен во Англија, кој што работи на Универзитетот во Кембридж, и веќе пишуваме проект околу научарите како би можеле да ја користиме за детектирање на аутизам, детектирање на различни метрики кои што се поврзани од аутизмот. Значи има огромен потенцијал, најразлични индустрии се заинтересирани за научарите и нивниот потенцијал. Исто така, гейминг индустријата е многу интересна. Веќе разговараме со веројатно една од најголемите гейминг компании во светот, како можат да се користат очилата за да се направи реконструкција од човекот што ги носи и да се пренеси тоа во 3D светот, виртуелниот свет на аватар и така натаму. А дали претходните верзии на овие научари веќе дадоа одредени резултати во ваков тип на научни истражувања? Да, како што може да забележите, ова е првата верзија на научарите, која што малку изгледа како супер херој верзија. По принцип, овие научари веќе ги користат на различни универзитети, ресерч центри низ светот. Имаме 10 на 20 очила, веќе имаме соработка со 10 универзитети низ светот, каде што веќе ги испитуваат можностите или границите на самите очила и веќе имаме солиден доказ за тоа колку добро работат, посебно во детектирање на тие фацијални експресии кои што ги правиме во текот на денот или додека не знам, гледаме телевизија, филм, додека јадиме. И морам да кажам дека искуството е одлично и најголем дел од овие алгоритми веќе работат и со преку 90% точност, што е многу добро и повеќе од оној стандард кој што е моментален на пазарот. Која е вашата замислена цел, да речеме, крајна цел, како овие научари може да станат дел од секојдневието? Крајната цел, би рекол, е да направиме уред, очила, кои што нема да изгледаат многу различно од моменталните секојдневни очила кои што ги носиме во текот на денот, односно ќе бидат многу помали од тие и ќе може да мониторираат најголем дел од нашето однесување што го имаме во текот на денот. Почнувајќи од активности, веќе можеме да ги мериме активностите. Тоа се тие 4 столбови, да речам, за нашето здравје, генерално физичко и ментално здравје.
мониторирање на спиењето, тоа да речеме дека најдобро моментално го прават паметни прстени и така натаму. Уреди кои што не сметаат релативно додека спиеме, со научарите е малку предизвик. Меѓутоа сите други три столбови, како што се активностите, знаеме многу подобро ние да ги мериме од колку паметен саат, например, со очилата, бидејќи имаме пристап до тоа како се движи главата. Исто така, емоциите. Емоциите се клучна компонента во тоа ментално здравје. Односно, преку фацијалните експресии ние имаме пристап до најинтимното нешто на човекот, односно до неговите емоции. И четвртиот столб е исхраната. Значи, со овие очила ние можеме многу точно да мериме кога јадеме, што јадеме, какви нутритивни вредности внесуваме, начинот на кој што ја жвакаме, ја конзумираме храната, и кога сите тие 3-4 компоненти ќе се спојат, имаме нешто единствено кое што моментално го нема на пазарот. Меѓутоа, една од бариерите, како што кажав, влегувањето, односно за да се убедам да носам паметни очила, треба да изгледаат убаво. Зошто? Бидејќи сите ќе ме гледаат во очилата. Паметен саат, нивото за купување паметен саат е многу пониско, бидејќи не е во лицето на човекот. Мислам дека тоа е една од најголемите бариери кои што ги имаме моментално. Не споменавме дека очилата имаат име и се викаат Сенс. Зошто го избравте ово име? Првото име беше Окосенс, од ова око и малку и на македонски се гаѓа со очите, меѓутоа латинскиот израз Окосенс е поврзан, нели, со очите. И оваа помалечка варијанта, едноставно се одлучивме тој око дел да го замениме, односно да го испуштиме Сенс, бидејќи ги чувствуваат емоциите кои што ги има корисникот што ги носи научарите. Значи ние сме целосно фокусирани кон корисникот кој што ги носи научарите. Следната година, можеби, кога ќе се видиме, ако овие очила ја имаат формата и изгледот како очилата што јас ги носам, дали ќе биде предизвик да ги убедите корисниците дека користењето на овие очила може да им донесе бенефит? Колку луѓето се уште се скептични кон внесот на технологијата во нивниот интимен свет? Да, тоа е чувствителна тема, посебно, како што кажав, имаме уред кој што ги мери нашите емоции, што звучи страшно, кој има пристап до тие податоци, така да приватноста и заштитата на податоците е една од основните или сршта на нашата компанија, и уште од најниско ниво пробуваме да ги адресираме тие проблеми со приватноста. Односно, корисникот сам да одлучи кој ќе има пристап до тие податоци. Дали неговиот доктор, дали ако одиме на случајот со прехраната и исхраната, неговиот нутриционист и така натаму. Јас би рекол и овие моментални очила веќе има корисници кои што се спремни да ги носат. Тоа разговорот што го имавме за намалување со цел да изгледа што е можно поминиатурно е можеби за мас маркет, за масовно комерцијална употреба како што се паметните сати и така натаму. Меѓутоа тоа е малку подалеку. Моментално ние сакаме да се фокусираме на корисници, луѓе кои што реално имаат голема потреба од ваква технологија. И затоа еден од првите use case кои што го одбравме беше токму исхраната. Луѓе кои што имаат проблем со прекумерна тежина, луѓе кои што имаат интолерантност на храна. Тоа е нешто ново кое што го откривме преку една студија која што заврши пред една недела во Англија. Значи 15 корисници ги носеа очилата секој ден за еден месец. И резултатите што ги добивме беа фасцинантни. Односно, најголемот дел од нив рекоа дека им требало еден ден да се навикнат на очарите и после тоа немаат никаков проблем со носењето, бидејќи се доста лесни. Исто така, добар дел од нив рекоа дека немало, ајде да речем, чудни прашања од нивните пријатели какви се тие наочари што ги носиш, дори повеќе со интерес. Си купил нови очила, многу се интересни и така натаму. Така да мислам дека малку ние сме повеќе исплашени, а корисниците кои што веќе имаат потреба, сака да знае кога јади, што јади, сака да знае на што е интолерантен, односно интолеранција на храна, мислам дека веќе и овие очила можат да ги носат. И моментално сакаме да го адресираме тој сегмент што ќе ни овозможи после доказ дека овие очила се многу корисни, многу потребни, за да одиме на следниот чекор, правење на поминимална верзија,
Зашто секако најмногу требаат финанси. Значи, ние и денес можеме да ги направиме сензорите миниатурни, меѓутоа за да имаме ексклузива, да речеме кај, не знам, нашите кинески партнери, азиски партнери кои што би ја направиле таа електроника, тоа треба да се плати. Христијан, во тимот вие сте главен научник или истражувач во сегментот на вештачка интелигенција. Како вештачката интелигенција е инкорпорирана во овие очила? Вештачката интелигенција е инкорпорирана во неколку модули. Можеби најглавниот модул е интерпретација на сензорските податоци кои што доаѓаат од очилата. Односно, тоа што го добиваме од очилата се десетина, да речам, стримови од сензорски податоци. Нивната интерпретација, што прави човекот во тој момент, односно, кои се неговите активности, дали седи, стои, лежи, сето тоа го прават алгоритми за вештачка интелигенција. Потоа, која е моменталната емоционална состојба, односно, дали се смеам моментално, дали сум тажен, дали сум изненаден, дали се чувствувам негативно во тој случај, сето тоа исто така се интерпретира со алгоритми од вештачка интелигенција. Исто use case-от со исхраната, секоја детекција на џвакање која што го правам додека движам со вилицата, сето тоа се интерпретира со алгоритми од вештачка интелигенција. Тука е веројатно сршта на тој модул на вештачката интелигенција кој што го развиваме, и потоа имаме уште два интересни нови модули кои што ги создаваме моментално. Едниот е како од слика, од камера, значи оваа помалата верзија, исто така има камера која што е свртена кон надвор, и кога ќе детектира дека ние џвакаме нешто, ни дава суптилна вибрација и ни овозможува да сликнеме што јадиме. Препознавањето што има во нашата чинија, нашиот оброк, препознавањето се прави со алгоритамот вештачка интелигенција. Значи, кои нутритивни вредности, која храна ја имам во мојата порција, колку калории, сето тоа го прави алгоритам за вештачка интелигенција. И третиот модул, кој што е можеби најинтересен и веќе пробуваме да соработуваме со овие светски компании кои што ги направи овие large language models, односно ChatGPT и така натаму, како од сите овие податоци кои што ги собираме ние, ги интерпретираме, како да направиме некоја крос корелација. Односно сакаме да добиеме доктор, експерт, нутриционист, AI модел кој што ќе ги комбинира тие работи, односно ќе дојде до сознание дека после тој состанок се чувствувам изфрустрирано и посегнувам можеби по чоколадо. Значи тие асоцијации и патерни кои што би ги открили тие податоци е третиот модул на кој што работиме моментално. Како човек кој што работи не само за светски пазари, туку и во академската област, вие сте вореден професор на факултетот за електротехника и информацијски технологии при УКИМ, може ли да дадете една оценка колкав е иновацијскиот капацитет во нашата земја и како младите, особено вашите студенти, да се поттикнат повеќе да размислуваат, да иновираат и да влезат во светот на бизнисот? Јас сум генерално оптимист кога ме прашуваат тоа прашање и веројатно и да. И затоа и одлучи веројатно и да се вратам од странство токму од Англија во Македонија и да сум професор на ФЕИТ. Би рекол дека имаме капацитет, имаме потенцијал. Нормално, мала држава, тој потенцијал не може да се споредува со многу поголеми држави, меѓутоа сразмерно со жителите што се во Македонија, односно со бројот на населението, ја би рекол, гледајќи ги тие млади студенти секоја година како доаѓаат на ФЕИТ и како работам со нив, сум се повеќе убеден дека имаме огромен потенцијал. Само тие млади умови, млади студенти треба да се охрабрат. Како се прави тоа охрабрување? Преку најразлични работилници, преку споделување на успешни приказни, како наши успеале, кои што се во странство, дел од нив ете како мене и се вратиле, дел од нив творат, меѓутоа сакаат да помогнат од странство. Таа мотивација е клучна и мислам дека се менува тој мајндсет кај младите, бидејќи јас имам таа прилика да работам секоја година, како што ви кажав, со се помлади, секоја година нова генерација на студенти.
Интересно е колку се разликуваме. Значи и мојата генерација со првите студенти кои што ги има в 2018-2019 година што завршија и моменталните има огромни разлики. И начинот на размислување, начинот на кој што се грижат за околината, за екологијата. Јас сум голем оптимист кога зборувам за тоа, иако можеби приватно не сум некој преголем оптимист како карактерно, како човек. Потенцијалот го имаме, само треба да се охрабрат младите студенти преку најразлични. Тука секако неизбежно е да се спомнат и финансиите. Колку повеќе имаме, не знам, фондови за иновации, акцелератори, стартапи. Ние на нашиот факултет на ФЕИТ имаме специјално тело, центар за иновации, кој што е задолжен за да се преброди тој мост помеѓу академијата, теоретски наука и така натаму, меѓутоа да се излее тоа кон индустријата. Таа соработка академија и индустрија е клучна. Тој InnoFate, тој центар за иновации, мислам дека беше клучен и за оваа соработка и за креирање на овие очила соработката со англиската фирма. Имавме поддршка од InnoFate преку дигиталниот иновацијски хаб, кој што моментално единствениот во Македонија, кој што функционира од дигиталните иновацијски хабове. Исто така добивме и проект кој што ќе го финансира тој хаб. Се повеќе такви примери, мислам, те раздвижат таа стартап сцена во Македонија. Што следно може да се очекува од иновативниот тим, македонскиот иновативен тим во MTech Labs? Мислам дека имаме многу повеќе идеи што можеме да ги оствариме и да ги конзумираме. Стварно, тимот кој што ги имаме е исклучително иновативен. Да речеме, сршта на MTech беше препознавањето на емоциите и експресиите, меѓутоа од начинот со кој што ги разгледувавме податоците, свативме дека можеме да детектираме кога човекот јади. И сега имаме цел use case кон исхраната. Исто така имаме на очилото може да се искористи за комуникација човек со компјутер телефон, односно со различни гримаси на лицето да контролирам кога ќе кренам на телефон, кога ќе одбијам на телефон. Тоа има да речеме примена кога возите на пример велосипед, па рацете ви се зафатени, мотор кога возите и така натаму, едноставно со вашето лице и вашата глава, движењето на главата да контролирате телефон, најразлични уреди. Има огромен потенцијал, има многу интересни use case кои што веројатно ќе дојдат на радарот, можеби веќе и следна година или годината после тоа. Во следната епизода повторно ви носим извонредни гости, се разбира дека ќе ги опфатиме процесите на европските интеграции. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.